Драги мои, добре дојдовте во уште една емисија на Готвиме со Маја. Јас сум Маја, вашата домакинка, и денеска решив малку да направиме една контраофанзива на оној период кој го имавме. Бевме во карантински денови, готвевме, месевме, јадевме, претеравме, мислам за години нанапред. Поради тоа мислам дека многу од нас треба да се на диета, а една од многу познатите диети кои многу од вас сакаат да ја применуваат е хронодиетата. Ова емисија решивме да ја посветиме комплетно на хроноисхраната и да ви подготвиме одредени рецепти кои може да бидат предлог за појадок, ручек и вечера. Избравме лесни рецепти, бидејќи сакаме да ви покажеме дека доколку изберете одреден режим на исхрана, навистина може брзо да ги подготвите оброците и да бидете покриени во текот на цел ден, при тоа да биде навистина вкусно. Оно што сакам на прво да ви покажам е како да подготвите леп кој е одобрен или од хронодиетата. Хронодиетата се заснова на конзумирање на протеини и масти со одредени рестрикции и потатака по рестриктивниот период дозволени се одредени намирници кои можете да ги конзумирате во умерени количини. Лебот е најчесто дозволен за доручек. Лебот не е стандарден, оно што е за хроно, и решив да ви подготвам нешто што е измеѓу мафин и леб, меѓутоа структурата и текстурата на испечениот леб има баш вкусна леб и можете да го конзумирате со различни намази. За да го подготвиме овој леб, ќе користиме два типа на брашно. Хронолебовите се малку блуткави по вкус, но доколку користите различни брашна, ќе ви дадат различна јаткавост, бибер во вкусот. Јас денеска избрав брашно од спелта и брашно од рж. Ставаме по 200 грама брашно од спелта и брашно од рж. Бидејќи брашното од спелта и брашното од рж не може да го активираат квасецот, денеска ќе користиме прашок за пециво. За да го активирате прашокот за пециво, ќе го направите со кисела вода. Да направи меури внатре и да направи пофина структура. Ставаме прашок за пециво. Солта не е многу дозволена во хронодиетата, но јас ќе ставам една мала лажичка на оваа количина, па да биде малку и вкусно, нели? Ако прекршите. Имам 150 мл кисела вода, внатре ќе ставам 2 јајца. Ставаме јајца за да го збогатиме вкусот. Ќе промешаме. Не избрав соодветен сад. Многу ми е жал. Ама готвиме дома, тоа не е многу битно. Треба само да се размати. И тоа ќе го ставиме во 150 грама кисело млеко. Убаво изматете да се соединат мокрите состојки. Значи прво ги мешаме сувите, потоа ги мешаме мокрите. Ева. Така дошло. И ги ставаме во брашното. За овој леп нема да очекувате дека ќе добиете текстура која е онаква за месење, повеќе личи на смеса за мафини, но кога ќе испечете, бидејќи брашното од рж и од спелта имаат потешка структура, таа ќе биде налик леп и секогаш кога ќе го испечете лебот, иако ќе ви делува дека тој не е испечен, немој да го сечете топло. Секогаш дозволете да се излади, да се соединат сите состојки. Интегралните лебови и лебовите каде користиме интегрални брашна им треба одложено готвење, односно кога ќе ги извадите од рерна, ќе треба да се одморат за да може да го добиете правиот вкус. Уште малку ќе измешаме се да се соедини. Вака отприлика тоа изгледа. За да имате мало изненадување внатре, ќе ставиме малку семки од сончоглед.
Ќе оставам малку за да го декорираме доскора. И за да го ароматизирате вашиот леп, ќе ставите сосема малку. Значи имаме гранче од розмарин, рустично само ќе го искинам, ќе го ароматизира лебот. Дури ќе можете да го конзумирате и без некој намаз. И малку гранчиње босилак, ливчиње босилак. Само искинете ги. Повторно промешајте. Тие се тука само да го збогатат вкусот, значи не треба да доминираат. И секако, да не го заборавиме, нашето масло од брилијант. Ќе искористам ладно цедено масло од брилијант на витаминка, бидејќи сакам да ги задржам сите здрави состојки кои ги поседува, а маслото од ладно цедена маслинка има најмногу здрави состојки во себе. Ќе ставам 50 на грама. Го ставам на крај, за на крај да ми го измрси тестото и да не морам да го подмачкувам тавчето. Така. Во тава ставете хартија за печење, истурете содржината. Не треба да биде, значи доколку користите тавче кое е поголемо, ќе имате многу понизок леп, бидејќи не очекувајте, иако ставивме прашак за пecivo, една кесичка, нема да порасне како што би пораснало брашно од било какво леп или мафин од бело брашно. Ставете потенок слој, ќе порасне од прилика 1 до 1,5 сантим и ќе го исечете на коцки, во овој случај бидејќи имам кружна тепсија, ќе го исечете на триаголници. На крајот ставете од престанатиот сончоглед. Не затоа што така треба, туку заради тоа што пофино изгледа. А и кога ќе се потпече сончогледот, ќе имате уште еден дополнителен вкус. Печеме 30 минути на температура од 200 степени. Но бидејќи јас имам нова рерна горење и има опција за печење во рерна и печење на леп, ви подготвив еден од напред. Еве како изгледа моето лепче, хронолепче. Може би е повкусно тоа што изгледа, ветувам дека е повкусно тоа што изгледа. Веќе се излади. Ви кажав, секогаш изладете го лебот пред да го сечете, бидејќи ако не го изладите, внатре ќе биде тегава структурата и ќе ви личи дека е влажно и дека не е готово. Јас би го исекла на 3 парчи, на 3 дела коцки. Еве вака. И ова ви е прекрасен доручек, хронодоручек, еве како изгледа внатре. Многу меко, многу фино, вкусот е јаткаст. Може да го конзумирате со најразлични намази. По хроно би било дозволено можеби ајвар, може да направите намаз од авокадо со крем сирење, малку лукче, малку маслиново масло. Па можеби да го конзумирате и со хумус, односно сите оние состојки протеински кои се дозволени, или можете само така да го исконзумирате. Ви покажав како се прави. Еден тип на хронолепче, вие може да го модифицирате. Ве охрабрувам секогаш да експериментирате во кујна. Експериментирајќи ќе научите, а и секако ќе откриете кои вкусови вас ви се допаѓаат. За ручекот, кој па може да биде и вечера, бидејќи по хроно може да конзумирате месо и навечер, ќе користиме пилешко. Јас мислам дека не познавам човек што не јаде пилешко месо. И ова е една варијанта како би го подготвиле. Истата варијанта може да ја подготвите и со огнотпорна фолија. Јас денеска ќе ви подготвам ржничи. Потребни ви се пилешки стекови, ќе ги исечеме тенко, убаво со нож за филетирање.
Ќе ги исчукаме за да ги направиме мал тенки. А исто така и да биде површината нерамна, за да може да ги впие сите вкусови подобро. Ке користиме стапчиња за ражничи. Она што можам како совет да ви го кажам е дека секогаш кога користите тава, скара или скара, мора да ги намокрите, бидејќи тие ќе изгорат, а не сакате вкусно изгорено дрво. Намокрете ги. Посолете. Малку сол, бидејќи, како што ви кажав, хронодиетата не дозволува многу сол. Ставете црн бибер и ќе ги намачкаме со сенф. Синфот и месото се одлична комбинација. Синфот го мекнува месото во пржењето, во печењето. Свинско со сенф е одлична комбинација при пилешкото и нема да зачиниме со ништо друго. Имам една блитва. Блитвата е зеленчук кој е дозволен во хронодиетата. Ќе ги извадам тврстите делови. Мислам дека ви треба уште една даска. Сакам да направам ролатчиња кои ќе ги набоцкам на ражничи и внатре ќе ставам малку вкусови. Уште една блитва. Уште една. Немам точна количина. Другарка ми Радмила најмногу се нервира секогаш кога се јави да ме праша за некој рецепт. Мојот одговор е помалку од тоа, никогаш немам количини и многу тешко ги запишувам рецептите кои треба да ви ги презентирам. Имаме пиперка ајварка, тенки стапчиња. Ми треба само како вкус. Јас ја обожавам. Значи, не знам дали затоа што сум родена на ова поднебје, ама ајварката ми е еден од најуникатните вкусови. Блага, убава, пријатна. И ќе исечам една тиквичка. Исечам на половина. И повторно ќе исечам на тенки лентички. За да можам да ја ролам. Мислам дека ми е доста, секогаш можеме да досечеме. Нашето пилешко е тука. Па мислам дека ни е доволно на половина да го исечеме. Ни треба едно парче пилешко. Ставаме малку блитва. И ставаме пиперка. И внимателно го свиткаме како мал ролат, намокрените стапчиња и добиваме едно пакетче од совршени вкусови. И последното месо, не се секирајте доколку не ви се фини на изглед. На крајот ви ветувам дека фино ќе изгледаат во чини. Ете ги нашите парчиња, на крај ќе додадеме тиквичката, таа сакаме да се запече и да биде како додаток. Не изгледаат можеби симпатично, меѓутоа ви ветувам начинија ќе изгледаат совршено. Тиквичката ќе ја задржам за да ја испечам на скара, за да го имаме тој вкус на скара, на изапечено, загорено. Јас имам една тава скара, вие може да користите и обична, доколку сакате.
Тавата ја загревате на висока температура и јас никогаш не ставам во грил тавата масло, секогаш користам масло за да го премачкам месото кое го печам. Овој пат ќе користам virgin olive oil на витаминка, прекрасно масло, има многу неутрален вкус, а сепак ја има таа нота на маслиновата, на маслинката. И убаво измасираме сите страни. Маслото е дозволено во хронодиетата. И чекаме да се згрее тавата. Нашите пилешки роачиња се скоро готови и теквицата е запечена. Ке направиме една убава основа од тиквичката. Видите како е убаво запечена. И на низе ги наредиме нашите пилешки ролачиња. И само за вкус ќе ставам неколку капки лимон, повторно малку сол и бибер. И ова е нашата порција за денеска. Тоа беше се за денес. Денеска ви направивме избор од Хроно рецепти. Хроно сака и бони, бидејќи се заснова на месо и чека да добие од некое парченце. Со свежи продукти секогаш не снабдува пакет МК, а јас се надевам дека моите рецепти ќе бидат избор во вашата кујна и во вашата хронохрана во некој од следните денови. Пробаме како изгледа. Бони? Моје или твое? Моје или твое? Ајде. Хоп! Се гледаме.